Драги гледачи, добар ден. Добредовте во најновото издание на Демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски и како што и ви најавив, ова е вонредно специјално издание по повод локалните избори 2025 година. Имаме чест да ги представиме кандидатите за градоначалник и за советник на партијата Демократи. Денеска со нас ќе биде кандидатот на општина Неготино, госпоја Јасминка Ристова. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Добар ден, благодарам на поканата. Јас се викам Јасминка Ристова, сум кандидат на партијата Демократи и сум мајка на 4 деца, родител, уметник, поет, социјален работник, музичар, теоретичар и педагог. И практичар. Се надевам. Сакам да ве запрашам, што ве мотивираше да се приклучите кон политика, да влезете во политика? Заради тоа што знаеме дека политиката и не е баш така некоја си честна во последно време, последниве години. Па видите вака, мотивацијата ја имам од понеодамна, затоа што се појави желбата за, како да ви кажам, мојот татко е стар, 85 години, најстар во општината Неготино. Јас се грижам за него, јас бев на привремена работа во странство и се вратив само заради мојот татко, кој тој за мене се и за мојот брат вложи во животот, тој ме изгледа и мојата должност и одговорност нема да престане затоа што еден дел од мене е благодарноста кон родителот што не се остава ни до последниот ден да бидам покрај него, зашто ми е секој ден скапоцен. Браво. Ова е реткост да слушнам дека некое дете денеска, мислам, вие не сте дете, но дете на вашиот родител ќе бидете секогаш, да се врати од странство за да му се одолжи на својот татко. Благодарам. Кажете ми, зошто ја одбравте баш партијата Демократи? Што беше пресудно како се споивте со председателот Јорго Огненовски? Па беше интересно затоа што јас преку социјалните мрежи ги следев повеќе време, така што со Марина во советот контактирав и имав амбиција да слушам, да учествувам се повеќе во нивните дебати. И сметам дека отворените дебати и повеќе сакаат да створат за граѓанинот и желбата, исто како што ја имаат целта, хуманоста, значи за мене игра многу голема улога во мојот живот, затоа што хуманоста ние македонците сметам дека имаме во крвта, само што треба да ја покажеме. Фактички граѓанинот е тој односно човекот. Јас сум секогаш била за човековите права, за правата на човекот и граѓанинот да се спроведат во дело. Демократи значи слобода за мене. Јас ја имам таа цел и благодарност што Марина, ова од советот, жената, што е десна рака, што се вика на председателот, Јорго Огненовски, стварно свака му час како тој работи прецизно и колку труд вложува во неговата работа. Јас самата сум зачудена дека тој има неговата визија и мисија, тој се рачуна како мисионер, не се рачуна фактички како партиски водач. Тоа многу ми се допадна мене затоа што и јас сум фактички на една мисија. Татко ми го чувам, се грижам за него, учествувам во многу социјални проекти, сакам да помагам хуманоста. Значи најавте некои заеднички однос на хуманоста, на човечноста. Човечноста е многу важна. По што се разликува партијата Демократи од останатите партии, вака според вас, вака е вие? И кажете ми како би го искоментирале потекот што единствено Демократи на овие локални избори прв пат ни една друга партија не направила, а тоа е да има јавен оглас за кандидати за градоначалници и за советници. Да, па видите вака, јас Неготино одсекуваш како мојот татко, така и мојот град си го сакам. Затоа што тука, уште како дете,
трчкав, како да кажам, имавме ние корзо, порано моите родители шета, се интелектуалци. Мојот татко е завршен инженер во шумското, имаше преку 40 години стаж. И последните години, кога дојде партија на власт, го избркаа. Тој, а ние двајцата студиравме со брат ми. Тука имаше проблеми, значи мораше кредити да зима, куќата заложивме, што се вика, да, и пак успеавме на крајот да тој не изведе, што се вика, на правен пат, да сме интелектуалци, да знаеме секој на свој пат. Брат ми е исто завршен, дипломиран професор на земјоделскиот факултет и докториране, и има книга напишана дури што се води на негово име со професорот заедно. И чичко ми апостолски апостол е мислам во земјоделскиот институт, сами го створија, сами го направија. Значи, од секогаш сум сакала, како да ви кажам, Неготино да биде модерен европски град. Јас сум дел од него. Сакам да младината, имам самата 4 деца, што да се живи здраво. Да, што ги мотивирам на тој начин, што им велам да си ги сакате своите, да си ги сакате, да си ги почитувате, зашто Господ е голем, затоа што тој дава благодарност само на оние што покажуваат дела, а не на оние што кажуваат само зборови. Што ве мотивираше да се приклучите кон политиката вака? Кои се вашите вредности, човекови вредности, политички би кажал сега, врз кои треба граѓаните на Неготино да гласаат за вас? Па, видите, јас не можам сама да се фалам и не сакам сама да се фалам, само ќе кажам дека... Не, факти. Факти да кажам, сакам подобрување. Сакам, како што реков, модерен град. Сакам за старите згрижување. Сакам исхрана. Сакам во градинките децата да имаат исто оброк. Старите да имаат од државата да се онадени, да се згрижени како што треба и додатно. После сум за децата со посебни потреби. Тоа за мене значи голем удар на овој систем што не се грижи за тие деца, затоа што тие деца се нашата иднина, како да ви кажам. Тие да има повеќе домови, да има повеќе за згрижување на старите, на младите лица, да има за градинките исто програма, музичка програма. Тоа дете треба од мали нози да се учи, да рецитира, како ние порано што рецитиравме, пеевме, и дури не е само тоа, како например се грижам за културата, за чистотата на градот. Во другите земји, еве јас во Германија, можам да ви кажам пример дека во градинката сум помагала, сум учила, затоа што како професор таму не можев да најдам работа. Ги видов децата како рециклираат продукти, мислам пластика, и вакво уште од мали години, со 3 години тоа го учеа, и си имаат посебни корпички, си ставаа се, значи со 3 години готвеа со воспитачките, рециклираа, учеа да пеглаат, си имаат овакви, значи и то вистински, со то воспитачката стои до нив и ме покажува како. Видите, тие работи се учат од мало дете, од коренот. Зошто викаат, не можеш ти ако коренот и племеначата не можеш после да ја искорниш. Значи, уште од мало му се всадува на тоа дете навика и одговорност да си ја чува средината, да си ја сака. Мене татко ми со 15 години ме носеше да пошумувам, значи да садам нови дрвциња. Во шумското во Демиркапија работеше. Значи тоа е нешто што секој мора од мали години да го има во себе и такво срце да има, да му пружиш на другиот, да го сакаш и што се вика ближниот. Ако не го познаваш. Значи, така. Да. Потекнувате, како што спомнавте, како што кажавте, од едно домаќинско семејство, скромно семејство, интелектуално, а денеска е реткост да е интелектуално, а скромно семејството. Почет за тоа, сакам да ве запрашам. Вие ни доаѓате од сферата на културата, вие сте дипломиран музичар, вреди тоа да се спомне. Што ви направиле за културата вака, вие како човек од фелата? Па видите, јас... Дали недостасува нешто на културата во вашиот град? Во мојот град, културниот живот
беше многу повеќе пред 30 години, како да ви кажам. Јас свирев концерти на времето пред 30 години. Значи, свирев со сите од музичкото школо, држевме концерти еднаш во годината, два пати во годината и ги презентиравме нашите ученици. Јас тоа денеска не го гледам. Киното беше исто развиено. Си гледавме филмови, имаше представи, ние бевме толку многу влюбени, јас во киното бев толку многу, како Света Просторија го рачунав, затоа што се осеќав и на бината, уште како мала, кога кажувавме и рецитиравме за Тито, напред со Титовка и со Машничка. Да, слично. Истата црвена, да. И така се осеќав горда се осеќав, зашто нашата земја е макотрпна, труд и слобода и борба, и нашите херои се Никола Карев што го презентираат, ево таму долу криволачко, црвени брегови, кажува, падна јунак за слобода за Македонија, ако е тоа, значи Никола Карев, Питугули се, сите се овие, дори и коските на Јани Сандански се најдени кај во Неготино. Значи таа борба што ја воделе била многу огромна и но за жал сега да, не почиваат во Македонија коските на Јане Сандански. Не знам зашто, како не сме биле доволно способни да ги задржиме светите мошти. Штета. А тоа е многу да. Светите мошти се нешто посебно, затоа што со тоа фактички и народот добива благослов. Ние не знаеме дека македонскиот народ е многу свет народ. И тоа јас го знам затоа што потекнувам од Егијска Македонија, од баба ми е од Егијска, татко ми е кавадарчанец, мислам, и затоа знам корените од Егејска Македонија, од тие луѓе што ми кажувала баба ми како сме свети, како треба да го почитуваме, како треба исто благослов добиваме например во образованието во другите држави, во Германија, уште децата од првото оделение учат веронаука. Тука го нема тоа, например. Не си го знаеме, ние христијанството, например, имаме литургии, имаме. Јас одам на литургија. Јас водев и црквен хор, детски хор. Браво. Да, го организирав сама. Од Страшо Пинчор што работев, одев преку пат ми беше црквата. Тука Свети Атанаси, што многу си ја сакам и многу поштувам тој светец и овие што се таму свештениците. И мислам дека секој треба да како да ви кажам, да се труди да го задржиме тоа наше богатство, тоа наше минато, тоа наш јазик, идентитет, што никој го нема на светот, затоа што ние сме уникатен, како да кажам, народ, што многу ни завидуваат и сме му трн во око на многу луѓе во светот, да. Така. Дали се моментално задоволни, кажете ми, од сегашниот градоначелник на Неготино, како го води градот и дали би продолжил можеби по тој пат или не, мислам дека јасно уште кога се видовме на почетокот ви кажав дека е промашено, како да ви кажам, личност, затоа што за мене е непочитувањето и игнорирањето, дискриминирањето на мајките, жените, било кои, еднократната помош да не ја дава на луѓето, да ја задржува, таа е од министерство дадена, таа не е од него добиена. Видите, дури и напаѓањето. Слушнав дека една жена на плоштад е нападната заради тоа што му рекла, ве молам, помогнете ми. Значи, тој ги поддржува фактички, е против жените, против се, и слушнав многу лоши работи за него, што тендери, вакви некои што има правено, се не сакам јавно да кажам што и како е, само сакам да кажам дека самиот треба да си прииспита, затоа што заедно со социјалното тоа го прават, го уништија градот, да луѓето немаат никаква доверба и да не го сакаат, а тоа е најлошото нешто што може да постои. Градот да нема, граѓаните да немаат доверба. Граѓаните се за мене едно нешто свето. Сега повеќе не е кандидат за градоначелник. Нема да се трка во трката каде што ќе учествувате вие.
не знам од која причина, вие спомнавте неколку, можеби е така. Кажете ми, дали мислите дека, дали ги знаете останатите кандидати, дали имаме, како стоите меѓу народот, меѓу неготинчани? Па, многу добро, затоа што сите мои пријателки и имам и, како да ви кажам, млади бизнисменки се сега, некои од нив. Јас се посветив на образованието, на културата, со повеќе за образованието за децата. Јас сум како мајка, ме рачунаат на децата, на социјалниот живот тука, али тие се посветени, имаат дуќани, имаат своји работилници, имаат, да, и со нив се дружиме, пиеме кафе и ми кажуваат, се ми информираат. Мислам, се смејам затоа што жените кога ние трачаме, како да кажам, да. Си кажуваме кој како што, и тука дознавам многу работи. Зошто викаат старите, например, вчера кога испаднав доле и просторија една, тука беше слободно, ово, она, и вика, јас ми е интересно што за се си заинтересирана, зошто, како, што, значи сега имаме панаџур кај нас, а они имаат учени и сега не се инволвирани во сето тоа. Порано било инако. Јас, например, ако бидам градоначалник, јас би ги инволвирала во сето тоа. Порано било сите си ги пласирале своите продукти. Значи не можат они 3-4 дена да имат затворено, затоа што има панаџур кај нас. Кај нас треба да биде гроздобер. Тука е грешката. Треба грозје да се презентира, вино, да идете ви од страна, да пробувате, да ви гледате, да восхитувате. Да, јас бев поканет на тиквешки гроздобер во Кавадаци, ама вие во Неготино не ме поканевте. Еве, од мене покана, имате и грозје, цела гајба и вино ќе добиете. Многу се радувам, пошто кај нас виното е најскапоценото нешто и традиција. Да, традиција. А само е жалосно оваа година, можем да кажам за жал, заради земјоделците. Ути многу ги сакам и почитувам. Го дале грозјето, секоја година го даваат грозјето на винарската визба. И оваа година му го вратиле назад црното грозје. Не сака да му го земат без причина, без да ги информираат. Може да замислите цели трактори со црно грозје се вратени назад и сега луѓето не знаат што да прават. Која загуба е тоа? Која загуба, да. Како е можно тоа, со кое право тоа им го прават? Значи, земјоделците се тие што се првата клетка во Неготино, за тоа што од тоа живеат, видите, таму се инвестираат. Мојот татко имаше 10 години грозје работевме. Тој инвестираше повеќе за средства отколку работата. Значи, сакам да ви кажам, не смеат тоа да им го прават. Не смеат. Каква е вашата визија и мисија воедно биве запрашува за градот, за Неготино наредните 4 години доколку станете градоначалничка? Како го гледате градот, например, вие? Дали нешто би промениле од тоа што е сега во градов, што се случува? Да, би го подобрила животниот стандард, например, за подобро вработување на младите. Младите се нашата иднина. Јас би го подобрила животот на младите да тука да останат во Неготино, да си ги сакаат своите родители, да имат таа љубов и благодарност, како да ви кажам, дека каменот си тежи на местото, така викаат нашите. Значи, точно било тоа, каде и да одиш во светот, секогаш ќе се вратиш назад во својот град и ќе го почитуваш, ќе го сакаш. А што сакам? Културниот живот да се врати назад, мислам, концерти да има повеќе, да има талентирани деца кај нас, со многу добра намера, со многу, како да ви кажам, да има раскажување, да има представи, да има забава за децата, затоа што тие деца се нашата иднина. Јас вложувам многу труд. Би им подале рака, ако ве сватив, на најмладите во однос на концерти, значи уметниците би ги поддржале. Уметниците, јас дори сама присуствував кратко пред тоа, организиравме нешто да има сега за првиот ден за децата, организиравме преку социјална група, имам со жени да дојде дисџокеј на плоштадот за да може да ги малку децата да ги развесели. И сама го снимав тоа, ќе ви покажам снимките, дури откочани идеја да ги
Заете за тоа што во Кочани е градот на жалост, за жал идеа дециња од прво одделение да гледат представата. Можете да ни наброите 3 проекти ваши од прилика кои мислите дека доколку би ги направиле би го промениле градот на подобро, дека би се сменило нешто, едноставно градот би живнал некако. Да. Не знам дали е за културата, дали за било што 3 ваши проекти. Да, имам проекти. Првиот, видите, јас сум економичен. Мојот татко ме научи со малку пари, јас студирав во Скопје. Јас средна со 15 години, средно музичко училиште се запишав во Штип, затоа што немаше во Неготино. Со 15 години во интернат сум економски како да се снаоѓам со малку сума на пари. Значи тоа сум имам таа подлога. И сега тука се трудам на народот во Неготино го подобрам. Еден од тие проекти, значи сакам животот да е добар, али сакам и да имаат подобра економија, да се вложи во проекти што стварно вредат. Например, ние кај нас имаме изобилство на сонце. Зошто на секој сиромашен не им се пружи таа шанса по една панела да им купат да стават на покривот што се вика, таа сонцето е кај нас изобилие, на оние што имаат минимална, мислам, згрижувачка со се под социјална заштита, да им се пружи, значи помош, да они на пример да ја стават таа панела. Зошто да не се употребуваат, например, ресурсите што сами ни стоат, тука ние сме од Господ дарувани, што се вика. Само треба да посегнеме и да ги земеме работите. А кај нас нема таа идеја, нема таа, како да ви кажам, ги зимаат парите, тендери си делат и си ги онадуваат, си ги кријат. Многу корупција и вакво владе. Тоа не ми се свиѓа затоа што народот страда. И правда нема, социјална правда нема. Многу социјални случаи не добиваат пари, многу стари луѓе, ви кажувам дека не се згрижени и како што треба. Тоа сакам да се поправи, значи. Во програмата се зборува за инфраструктура, образование, туризам, економија, здравство. Во кој сектор вака според вас гледате најголем предизвик? Кој е најголем предизвик така и најомилена тема, например? Каде би се покажале најдобро? Најдобро, да. Вака, сега јас имам една цел, здравствената грижа треба да се подобри. И тоа, мислам дека тој проект би го направил затоа што има многу села кај нас. Јас сум и селско дете, по селата одам, имам роднини, и има многу, например, во селото Вешие кај нас, што стари луѓе не се згрижени здравствено. Јас би направила проект таков, да има специјална екипа, група, што ќе оди по старите села, тука да имаат здравствена заштита, да се прегледаат тие се стари изнемоштени лица, тие не можат ни да патуваат, може да, али сакам да ви кажам здравствениот систем да се подобри, социјалната грижа, значи да се подобри, да имам такви тимови, локалната економија и развој на создавањето на бизниси. Тука е многу важен. Јас имам еден прв братушет и дете што сум го држала во рака, што се вика мал бизнис води во Квадарци. И тоа е ефикасен. Вчера бев кај него, нон-стоп телефонира, бизниси прави, стварно свака му час. И сакам исто реиндустризација. Значи секоја општина, тоа го сакам, например, децентрализација на власта. Значи ние да не се молиме на владата, тие проекти или тие пари да дојдат во општината. И тука општината сама, например, кредити да земе или да му купи панели што се викаат, што ви кажува за соларната енергија, например, сама да има таа иницијатива, сама да им помага и да заштитиме поише заштита на животната средина и отпадот да се намали. Значи јас за тоа го рециклирање прават уште во градинки, ви викам, и заштита на животната средина. CO2 нас ни треба, без CO2 ние не може да живееме. Значи ако тоа дрво го исечеме, треба уште 3 такви да садиме и да не се злоупотребува ова што го прават, мислам, овие што
крада дрва и ова. Мојот татко е најпоштениот татко на светот. Јас сум таа сведок што секогаш кога идеше човек белешка да стави и овај професори иде кај на сите. Тој ни една у животот. Сите белешки се заведено е, мислам, и шумата секо контролна. На едно дрво 3 садевме. Јас сум сведок, ме носеше мене. Сакам да кажам дека и урбанистичкото уредување, например, инфраструктурата да се подобри, сето тоа образованието, знаете каква е ситуацијата. Таму би вметнале можеби германски систем, ваму кај што го Видите, јас Европа, да, јас сум била во повеќе земји, например во Германија сум била повише од 15 години. Сум живеела таму, го знам системот како пред зградите рециклират, има секој свој контејнер, како е структурата, како се грижа за социјалната и здравствената грижа, како функционира. И сама сум работела таму во старански дом. Значи, во старински дом сум работела и знам колку значи благодарноста, грижата на луѓето, да имаш ти таа и хуманоста. Ние сме првите во Македонија, јас имам толку благодарност и од шефот кај што работев, беше од Босна, се чудеше како, например, тој кога некој ќе се повредеше и во трчав јас прва, или другите од Македонија, од наши, тука од Југославија, да им помогнеме. А германците ги оставаа да лежат старите доле и вика брза помош. И после тоа добива или дисциплинска, или ова, или ги опоменува зошто така прават. Ги лежа со крв доле на земјата, не ги подигаа старите. А ние ќе дојдеме, ќе го згрижиме, ќе го кренеме горе, ќе му дадеме ако треба водичка да се напие. Ние сме таков народ, хуман народ. Мислите до народот е, заради тоа што сепак да, еве, зборуваме за грото од луѓето. Ако поголем процент на германците го правеле тоа, ако поголем процент на македонците го правеле ова, значи тоа е сепак Не се само македонци. Добро. Јас работев во таква фирма што имаше Југославија, босанци, срби, дури од Словенија имаше не знам, крв. зашто и тие се малку по Имаше и од Хрвати. Имаше, да, имаше од секој, знаете како порано беше во Југославија, беше тој систем солидарноста. Мојот вујко го правел Титовиот мост без пари во времето на социјализмот. Сега тоа го нема, изумрено е. Мислам, сакам да ви кажам колку е солидарноста, значи таму цел месец остана за да гради мост. А и сега некој нека иде да гради без пари нешто, мислам, како да ви кажам. Кога спомнате веќе тоа, дали ме интересира за младите. Што би направиле за младите во Неготино, како не би се иселувале во поголемите градови и други држави, например, не дај Боже. Подобро вработување, одма, подобро вработување. Значи, има систем во Германија. Например, имаше систем во Германија што, например, кога седи под социјалното, му се пружа шанса да оди да прави практикум. Практична работа во една фирма, например. Сега да оди тој во една фирма и гледа како работат. Јас сум правила практикум. Ако сум музичко, требаше да правам практикум. Одев во радио КТВ прави практикум. Тука дојде дури и владиката, се снимавме, јас одев, барав, да. Имам и слики до ден денеска во албум. Сакам да ви кажам, практикумот е многу добра работа. На пракса додат? Да, пракса, да. На пракса да одат, да гледаат како другите работат за другите предпријатија. Например, дали му се свиѓа работата, не ги тера со сила, например, праксата да остане, например, месец дена во таа фирма. И тој има право да дали сака да остане или не. После сам се одлучува. После ако не сака, оди во друга фирма. И така тоа, зали тоа да е платено, како да кажам, да добија минимална плата. Добро менаџирање би успеале да, тоа да го направи тоа што многу велат како да е тоа квантна физика е, па тоа е приватен сектор, тука не можеме да се. Не, видите што направиле сега скоро, че извините вака. Добиле агенција за социјал, за овие што ви кажав за работа, агенција, наместо за вработување, наместо да ги инволвираат овие младите и да ги некои они добиле 5000 евра сега од Неготино, кажува дека добиле 5000 евра од министерството или не знам од каде, од социјалното, сигурно од министерство за туто и социјала, и си бараат Дуќан си бара да си прават својата агенција, повише вербунг да си прават. Не гледаат за младите, не ги интересира. Дали ти имаш работа, дали ти има деца, можеш да ги ране, дали е ова, ништо не ги интересира. Значи како може на тој начин, на тој систем. Значи младите се тука за да ги привлечеме и после овој нема.
нема надеж дека може довербата ја губи. Си вика не, јас морам да одам во странство и така пробуваат и така заменуваат, а тоа е голема штета за нас. Значи младите тука треба да ги привлечеме. Така, би сакал да ја запрашам едно логично прашање, а тоа е доколку вие успеете, нормално ви посакам среќа, вие успеете да бидете градоначелник на Неготино, дали мислите дека дали би можеле да се справите со сите тие советници кои на крајот од денот таму се партиски? Дали би успеале тоа сето да го изменаџирате некако да бидете како една фамилија, дали тоа што знаеме многу општини што се раскарани, не се работи ништо, например Скопје. Ето така. Да, видите вака интересно е прашањето за тоа што има секогаш конфликти измеѓу советниците и овакото, али секогаш треба да се наоѓе средина. Јас сум никогаш не сум била, секогаш сум била насмеана, весела и сум музичарка, се разбира. Таква им треба на луѓето, како што знам, да. Видите, песната и заедно со карактерот оде тоа. Карактерот ми е таков мек да комуницирам со сите луѓе, да сум насмеана и да нема конфликти, не сакам такви работи, расправи во оно, така што мислам дека би се сложила со нив, мислам, како да ви кажам, тие се средината мора да се најде на се, значи да има граѓанинот исто да е инволвиран во сето тоа. Проектите на пример, јас сакам многу работи, читам книги многу и ме интересира да кажете слободно, да. Значи мојата мајка сама има книга напишано и јас сама пишувам книга, еве и колешката сега што беше со Јасминка Стојановска пишуваме, само она има спонзори, јас не добив. Јас сега ќе обнавам книгата на мојата мајка Божана Цилева, она пишуваше за егејскиот дел, раскази исто и песни. Сакам да прочитам кој ќе ви го Да, ќе ви донесам обавезно. Држите ме за збор. Значи, сакам да ви кажам дека минатото и ваквото што го спојува градот Неготино е тоа што треба да се вроди, да бидеме горди. Јас сум многу горда на моето минато. Ја кога раскажувам, дедо ми беше од Егејска Македонија и тој не можеше да почини затоа што таму работел како земјоделец. Заради земјата сакаше да ја мирисне. Јас самата со мајка ми отидовме и во раката во едно чашка ставивме земја и ја донесовме од Егејска Македонија од Серес, само да ја мирисни за да душата да испустиш. Зошто? Да. Значи, сакам да ви кажам, човек со душа сум, а човек со душа ретко се раѓа. и тоа е скапоценост. Во денешно време, да имате човечност е нешто што стварно нема. Па и да нема. Кажете ми, како би се грижеле како мајка на градот, ако смеам да кажам, околу животната средина? Дали може би подобриле нешто околу зеленило, околу да, самата би испаднала. Дали фали на вашиот град тоа? Да. Околу зеленило фали многу. Ние имавме, ви кажував како беше, јас уште како дете се сеќам, имам многу добра меморија. Брат ми исто има фотографско памтење, он е дипломиран, докториран. Значи јас како мала уште ние имавме на плоштадот дрва, се имавме, се исечено. Се е голо како да ви кажам. Значи и тука кај што се дрвета, кај што беа исушени, они ги исече и така ги оставија дупките. Мислам, тука се саде нови дрва. Тука се подново градот. Гледате повеќе зеленило да има атмосферата, како што домот. Домот како си го украсуваме ние кога ќе дојде некој. Ние сме најгостопримливиот народ. Значи кога ќе влезе некој само уште да рече браво, каков град, се восхитувам на оваквата убавина. Може би ќе ставите некој семафор плюс. Да. се нашалиме. Тамо да ви кажам исто, така, сопругата и со семафор. Тоа е голем минус. Ја би го уклучила. Не знам зошто не го уклучуваат. Тука се случуваат повеќе самраќајки. Немаше ни 5 минути, нек не стоиме и еден мотор се удари во колата напред. Леле, викам колку лошо. Зошто не го уклучуваат семафорот? Се чудам самото. Вие би имале, значи, ингеренции, би се потрудиле за таква работа, за собраќајот да се
Мислам, тоа полицијата ги има, но вие можете да разговарате со Да. полицијата да се тоа Да. некако реши. Кажете ми интересира околу спортот, зашто јас сум меѓу другото доаѓам и од спортот. Што би направиле околу спортот? Знам дека има фудбалски клуб Вардар Неготино. Да. Но на жалост, за жал не е нешто дали му фалат финанси, што е работа. Што би направиле вие околу спортот? Па, околу спортот, многу го сакам спортот, затоа што и самата порано и моите деца од 3 години се уклучени во спорт, играат фудбал. Многу нешто може да се направи тук. Да се има спонзорирање, да се барат спонзори, да се подршка на тимот. Членство на повеќе клубови, повеќе да бараме да има игра со повеќе тимови, мислам, понови членови, повеќе деца да има играчи, да не ги изгубуваме тие деца и тие деца што ги има, маркетинг, да, фактички. Тоа е скапоцено. Мене ми се случи пред една недела која игра сега и пробува. Јас сама влезив натре, мислам со една пријателка и ги гледав. Па тоа е восхитување, што да ви кажам. Јас уште како дете кога бев над зидот стоев, пошто не пуштаа, мали бевме, и ги гледав тимовите како играат и овона. И се гордеам што моите деца, јас стоев сама на голот, моите деца Мартин и Давид, близнаците се поголеми, што се вика, од мене сега тренираат на регионална лига. Значи толку сум воодушевена, сама стоев на голот и го учев како да шутираат. Значи и мајката треба некаде да има иницијатива и за тоа љубов да им вроди на се. Так. Било за музика, свират гитара, едниот свири за Елизе, ова на клавир, другиот игра фудбал, третиот што се вика така ќерката исто инволвирана со гитара, пее како мајка и талентирана. Дали ви ги вклучиле некако значи ќе кажа гледачите, мислев на граѓаните ваши. Да. Дали би ги вклучиле во донесување на вашите одлуки? Дали мислите дека треба да се праша за одредени работи кои вие планирате да ги направите во нивното мало? Или строго ќе се водите по тоа што вие знаете и од вашето искуство без да ги прашате нив? Граѓаните се за мене приоритет. Приоритет значи дека без нив не сакам ни да почнам проект, сакам да ги информирам, да дојдат да видат како е проектот, сакам да го плацирам како што прават и во странство, да дојдат да го видат. Ако треба на платно му кажам како се што правам, за да знаат, и потоа сакам да ви кажам еднаш у неделата да има собир на граѓаните. Сите идеи, сето ова и они сами да прават проекти, да кажуваат собир. ова, да се собират. Значи, до тој степен сум јас за граѓаните, сакам во се да ги инволвирам, а плюс тоа да направат и правам контрола. Значи, јас сум теренско девојче, одам на терен и гледам кај што фали. Видов више 3 проекти и се сликав сама, се снимав, кај што први ќе ги преземам, затоа што Кои се тие? Вака, сега уште не ја дадов кандидатурата, Слободно, ме пречека. Вака, пред киното бев тука. Кандидатурата сакав да ја предам, уште не ми беше готова, тука имам пријателка, навикна на кафе, отидов до кајне да ја кажам само дека ќе одам до општината и едно дете од, мислам, млад со татко, стоеше тука и ме праша што во раката држав документи, викам ќе одам во општината, не е тука, викам колешката, каже зашто се кандидираш, викам за градоначалник. И вака ме гледа, може нешто да ти кажам, да. Во Пепелиште, вика, имат на таа улица, вика, секогаш, вика, детето кога ќе го носам на градинка, до тука, вика, кал има. Ти се верували, вика, секогаш фрлам песок, вика, по 4 песок фрлам лопати, вика, не можам да испаднам никако, ни со колата, вика, ни пешки да одам да го однесам детето, вика. А лажат, вика, градоначалници, више, вика, втор кандидат, трет кандидат, не знам како рече. Те молам, викам, слушај, да ти кажам, јас сум ваквото прво тоа што ми го кажа и ми кажа човекот каде живе, на која улица, и планирам да одам таму оваа недела и да на лице место да го видам тоа. Значи толку сум трогната од сето тоа. Браво, значи слушате да. разни приказни и разни работи што ги тиштат вашите граѓани. Тоа е прво, другите 2 проекти што спомнавте, 3 проекти дека ги имате во глава, Да.
одма имам во глава, например, јас сум за чистотата на градот. Мене ми е многу. Јас мислам мојот дом чисто треба да биде за чист да приликувам. Јас сум таа прва што ќе испадне, што ќе земе вреќата и што ќе им каже на младите, например, ова, да ги собираме. Значи, сето тоа не сме така по улиците да има никаден отпадок. Сето тоа ќе собереме, акција ќе правиме. Вие во Скопје се мотивирани, еве гледаме на телевизија дека почна младите и под Вардар и кај нас е Вардар. Јутјубери го прават. Јутјубери. Не, видите, ако секој така прави, нема да имаме таква средина. Значи, мора да се заштитиме средината, да не биде се поубаво и по-достоинствено. Значи тоа е со акцијата за чистотата, тоа да, значи и може да се рециклира. Во Германија на пример хартијата во хартијата, со рециклирање. Хартија ако се фрла во контейнерна хартија, видите колку полесно одма има таму фабрики, ја на пример би направила тако. Право од хартија да правиш. Колку е лесна процедурата, отколку на пример од некој друг материјал, од дрво, од ово. Значи, тука од хартија, било каква стуткана хартија, ово она што употребуваме или карт. Они одма го прават за 5 минути, што се вика има такви машини. Значи, нашата продукција ние можеме и да има повише, на пример, ја би направила сега за виното, ова грозјето сега што го. Значи, јас би направила овие сите овошни сокови. Фабрика да се направи за овошни сокови и тука да се прави бизнес, мислам како да кажам. И тоа да е за граѓаните да имат профит. Имаме праски, имам така се фрлат по пазарите, мислам така остануваат по нивите остануваат. Не може некој ни да ги собере затоа што не ги примаат. Кај мислам инвестиции се тоа, што капиталот што леже така, затоа ви реков, кај нас имаме ние се само треба да посегнеме со раката. Жално е тоа ако лежи, ако сите тие производи лежат по... Да, лежат, еве, постаните лежат или ова леже така, презреани, што се вика на... А ни недостасува една таква фабрика нешто за сокови за? Сокови, тоа е најефикасно, мислам, тоа би било, тоа требаше одамна да се направи, не го направи, мојот приоритет и цел е да се направи така за овошни сокови, зашто за подобрување на крвта, витамини, нас ни фалат тука и најдобро би било таа фабрика за сокови. Да, многу, да. Би сакал да ве запрашам, дали имате во вашиот град проблем со кучињата, со животните, со кучиња скитници, дали касаат луѓе, дали нешто тука околу нив имате некаква идеја? Да, јас сум мајка на социјалата, сакам да кажам, за тоа што сите ме познаваат не само по децата и ваквото, туку и по животните. Видите, како што човекот, кучето е најдобар другар на човекот, така. Значи, ние сме тие што треба да се грижиме за кучињата. Треба да ги изгрижуваме. Јас слушнав пред кратко од кавадарци, ни ги носат кучињата со кола. Па кавадарци и ни ги оставаат во Неготино, чудо нешто. И не се, јас и тоа, она што имала фирма заведено дека кучињата ќе ги изгрижува. Тоа го правила. Значи имала толку, не знам колку, и сега не сака и ги носи со кола, со транспортер, ги донесела на центарот и ги вадила. Кучињата ги оставила во Неготино. И сега се чудам како, не сме тоа така, тоа треба одма да се казни. Затоа што, ако има фирма она заведена на тоа име, значи она е одговорна. Таа одговорност се имаш, ти тоа куче да го згрижиш, тоа е животно, тоа е твој пријател, а не да го носиш во друг град и да го оставаш таму и Неготино полно со кучиња. Ние се чудевме од каде се. И после со видео некој ја снимал и полицијата кажа дека со видео е снимана. И не го даваа тоа видео, не знам каде. Дека е снимана како ги вади кучињата во Неготино со колата. Полицијата ништо не реагира? Не, полицијата кај нас ништо. Ниту градоначалникот? Ништо. Да не коментирам. Значи, вие би направили стационар? Да. Стационар за кучиња? Да, стационар за кучиња би направила. И тука би ги згрижила и тоа правилно како што треба кучињата, знаеш, да се згрижат, да има медицинска ове што се ветеринарите да идат, да ветеринарите тие се повише повредени или згазено, удрено, вака немоштено, уапено. Тие се кучиња што треба се згрижат. И јас имав самата имав куче, ми почина колка Шпања тук од Скопје, да, со педигре. Мислам, така го сакав, така почина
И сакам да ви кажам дека спиеше со мене, тука на граните ми лежеше и кога беше волково мало. И кога од толку мало ќе го чуваш или како да кажам, тој љубов, таа зависи и до карактерот и до човекот зависи, пошто јас сум таква, значи кој е добар спрема човекот, кој има душа, значи и животните те сакаат, и мачките идат по мене и многу сум и мачкарка. Ова ви е еден повик, значи доказ дека вие сте љубител на животни, повик до сите оние кои сакаат мачи и кучиња да гласаат за вас. Да, сигурно фала, благодарам. Пред самиот крај ви сакам да ве запрашам, мислам да ви помогнам да се изјасните пред нашите камери на вашите ценети неготинчани, да им кажете зошто, што е тоа по кое треба, за кое треба они да гласаат за вас. Една клучна порака. Гласајте за мене затоа што јас сум социјална мајка со душа, со срце, верувам дека животот и нашите деца ќе се вратат назад и ќе се чувствуваат побезбедно во нашиот дом, во нашиот град Неготино. Многу го сакаме и жалееме за нашите деца. Ви благодарам многу што ни бевте денеска гостинка и ви посакам среќа на локалните избори, а зошто да не и повторно да не бидете гостинка тука во овој наш подкаст. Благодарам многу, нели, драго ми е многу. Мило ми. Драги гледачи, тоа беше кандидатот од Демократи, од партијата Демократи на Неготино за градоначалник господја Јасминка Ристова. А вие, доколку ви се допадна овој подкаст, знаете дека треба да го споделите како ви допро до што поголем број на луѓе и да стиснете лајк. Се гледаме.